Патот кон Европската Унија е сличен на видеоигра, па кога ќе поминете едно ниво ви престои ново. Ваква споредба направи високата представничка за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини на поплодневната пресконференција во Скопје. Зборувајќи заедно со премиерот Зоран Заев и таа ја пофали Македонија за напредокот и добиената чиста препорака. Неколку пати нагласи дека тој резултат е заеднички и на владата и на опозицијата, затоа што и двете, како што рече, ги здружија силите и треба да ги здружат изваната мошните идни чекори. Завршивте одлична работа и во диалогот и преговорите со Грција. Нагласи Могерини споменувајќи ги термините лесно и брзо за решението што би било заеднички прифатливо. Ја всушност верувам дека и ова ќе бара одреден степен на национално единство и сум сигурна дека вие ќе можете да го гарантирате, а опозицијата исто така ќе може да го гарантира ова заедно со институциите. Не може да се шпекулира какви одлуки ќе донесат членките на Европската Унија во јуни за датумот за почеток на преговори со Македонија, рече Могерини, оставајќи простор да течат преговорите меѓу Македонија и Грција. Таа додаде дека има време кое, како што рече, двете земји може да го искористат, нарекувајќи се себе си оптимист кога е во прашање Балканот. Јас не можам да влегувам во содржината на ова прашање, затоа што станува збор за билатерално прашање и билатерално решение и билатерална рамка, меѓутоа мислам дека Европскиот совет може дефинитивно да донесе позитивна одлука. И Заев останува оптимист за спорот за името. Премиерот рече дека се на добар пат да го затворат отвореното прашање со Грција, но ако сите вклучени во процесот опстојат на утврдениот пристап за достоинствено решение за двете страни. Јас сум убеден дека ќе добиеме датум за преговори, заради тоа што досега го имаме постигнато со Грција, навистина и го гарантира тоа. Ќе бидеме сите среќни ако најдеме решение, а верувам дека тоа е можно. На агендата на Могерини се и средбите со председателот Ѓорѓи Иванов, лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски, подпредседателот на Собранието Горан Мисовски. Вечерта во Скопје завршува со вечера, чии домаќини се таа и Заев, а на неа учествуваат премиерите на Србија, Ана Брнабиќ, на Косово Рамуш Харадинај, на Албанија Еди Рама, на Црна Гора Душко Марковиќ и на Босна и Херцеговина Денис Звиздиќ.